Иницијативата на општина Кочани да аплицира за проектот Едукативен центар за заштита на природата, што е замислен да биде лоциран на локалитетот кај Дабот, повторно ја актуализираше состојбата во која се наоѓа овој споменик на природата. Дрвото, што точно пред 2 години беше тешко оштетено од гром и понатаму чека на санирање на изгорените делови од стеблото и носечките гранки. Во меѓувреме на локалитетот продолжија да се организираат голем број културни и верски манифестации, така што замислата за едукативниот центар, што со околу 200.000 франци би го финансирала швајцарската влада, ја поттикна идејата за можно изнаоѓање пари за санација на дрвото. На последната седница на Советот на општината беше речено дека ако не се преземе нешто, ќе се дојде во иронична состојба локалитетот да има име, ама да нема дрво. За неколку години ќе падне дрвото. Ќе го нема и само ќе остане името да се вика Едукативен центар кај Дабот, а Дабот фактички да го нема. Затоа паралелно со овој проект би сакал уште еднаш да го замолам градоначалникот и другите служби да вложат уште еден напор да се најде таа екипа, бидејќи била само една екипа во Република Македонија за оваа дејност, да се санират овие последици од ударот на гром, Дабот да му се продолжи векот. Од општинската администрација велат дека не може проектот за едукативен центар за заштита на природата да опфати и поправка на оштетувањата на Дабот. Средствата што евентуално би се добиле од швајцарската влада имале строга намена за потребите на центарот, а санацијата на дрвото би морала да се направи од други извори. На барањето на советникот Стефановски беше позитивно одговорено, односно дека е во тек подготвителна процедура за поправките. Веќе екипи од Шумарскиот факултет излегува на лице место и тоа е во надлежност на Министерството за животна средина, значи излегува на лице место, се прави проектот за реставрација и заштита на Дабот и да се надеваме дека во блиска иднина ќе дојде и до реализација на тој проект. Освен советниците, за состојбата со Дабот реагираа и членовите на црковниот одбор од манастирот Свети Илија, како и местното население од Бели. Тие уште пред повеќе од една година бараа да се преземат мерки за заштита на старото дрво, но активности на терен немаше. Оправдувањето за тоа досега беше дека била зафатена единствената конзерваторска екипа во државата што работи на заштита на природните реткости.